Средното општинско училиште Љупчо Сантов од Кочани учествуваше на повикот од К2 стратегиското партнерство и го доби проектот под наслов Доживотна математика. Целта на проектот е унапредување на процесот на учење и усвојување знаења по предметот математика со користење на ИКТ и веб алатки. И оваа година продолжуваат активностите како дел од овој проект, при што учениците од 4 до 9 март ќе престојуваат во Република Романија. Во рамките на проектот Доживотна математика, кој се реализира во рамките на европска програма, која што е наменета за развој на образованието, Erasmus+, заминуваме на проектен настан кој се организира во Република Романија. Како учесници на проектот се 5 европски држави: Романија, Македонија, Турција, Италија и Кипар. Проектот се имплементира од 2017 година, а бенефитите се веќе видливи. Една од многуто придобивки на овој проект е тоа што имавме можност на еден поразличен начин да научиме некои нови работи за математиката и на еден поразличен начин да се запознаеме со други вештини. Една од придобивките и еден начин на кој што можеме да ги провериме нашите вештини и знаења по математика ќе биде математичката олимпијада која што ќе се одржи во рамките на овој проект во Романија. И сметам дека овој проект ни нуди многу можности и дека се надевам на понатамошна соработка и дека можеби ќе имаме можност да соработуваме и со други европски земји понатаму. И чест ми е што можам да учествувам и сакам да се заблагодарам на Erasmus+ програмата која што го овозможи овој проект и овој настан. Ќе се реализираат неколку активности. Тоа се математичка олимпијада, математичко моделирање, неколку работни состаноци со групите од наставници кои што се вклучени како проектни партнери во проектот. Инаку ние очекуваме како од нашето училиште дека ќе се реализира програмата целосно успешно, дека ќе имаме соработка со другите проектни партнери, која што ќе донесе и ќе придонесе до размена на практики, кои што во иднина ќе ги реализираме во нашето училиште, односно ќе се имплементираат во образовниот процес во нашето училиште. За вклучување на учениците во проектот имаше јавен повик во рамките на училиштето и истиот се реализира од октомври 2017 година, а започна со презентирање на истиот и вклучување ученици за реализирање на активностите.